Alarmantno, drastično je spuštena starosната граница кај сексуално активните млади луѓе, покажаа резултатите од неодамна спроведената анкета помеѓу штипските средношколци. Резултатите покажаа дека 16% од средношколската младина од прва година е веќе сексуално активна, што покажува дека границата на сексуално активни млади луѓе е се пониска и многу порано, дури можеби и 8-9 оделение, веќе треба да се почне со едукација на младите и со запознавање на сите ризици, превентивни мерки во однос на темата. Во однос на познавањето на сексуално преносливите болести, штипските средношколци ја знаат само сидата. Конкретно кај учениците од класовите од прва година, значи извршивме 27 предавања, исто толку тестирања. Направивме една анкета, значи во предтестот, за жал нема многу задоволителни резултати, бидејќи најголем дел од учениците ја познаваа само сидата како сексуално пренослива болест, за разлика 85%, додека за ХПВ, сифилис, гонореа 30-11%, многу мал процент на учениците ги знае овие заболувања. Локалните власти се сериозно загрижени за овие фрапантни сознанија, затоа превентивата ја гледаат во постојана едукација на средношколската младина за тоа како да се заштитат од сексуално преносливите болести. Тоа е еден период од животот на младите кога тие доживуваат голем број на промени, физички, психички, се менува нивниот хормонски статус, се зголемува интересот на децата за спортивниот пол и така натаму, и значи тие почнуваат еден нов поинаков живот како повозрасни луѓе и секако е многу значајно да знаат со што ќе се соочат, да знаат како да го заштитат своето здравје во случај кога значи започнуваат со интимниот живот. Овие и други резултати беа презентирани денеска пред надлежните институции чии ингеренции се токму нивните механизми за заштита на младите од сексуално преносливите болести, како и нивна сексуална едукација. Ова е финале на истоимениот проект реализиран од Штипската општина во соработка со овдешниот Центар за јавно здравје.